Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кога зборуваме за нарушувањата во исхраната, најнапред помислуваме на прејадувањето и дебелината, но на нив статистички се приближуваат анорексијата и булимијата. Бидејќи родителите не може 24 часа да ги следат своите деца, често пати овие нарушувања во исхраната остануваат незабележени и се воочуваат во моментите кога болеста земала забав. За анорексијата, начините на нејзино лекување, но и препознавање. Денеска разговараме со професор доктор Насер Дурмиши, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија при Универзитетската клиника за психијатрија. Ќе погледнете блок реклами, а потоа следува разговорот во студиото. Во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци зборуваме за нарушувањата во исхраната кај младите, поточно за анорексијата. Доктор Насер Дурмиши, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, професор на Штуловиот универзитет и инаку вработен на Универзитетската клиника за психијатрија, гостин во студиото на Телма. Професоре, добре ни дојдовте. Фала на повикот, добро ве најдов. Професоре, кога зборуваме за нарушувањата во исхраната, што говори вашето искуство? Кои состојби се најчести кај младите? Да, пореметувањето во исхраната, за жал ги гледаме као некоја периферна патологија, што воопшто не е вистината. Баш се потрудив да направам некоја споредба, чисто да добиеме еден општ впечаток колку се они присутни и колку е нивната битност, значајност во секојдневното живење, посебно на младата популација кај што е најприсутна, и таму статистиките некако зборат дека отприлике ако земе споредба со диабетес или со цереброваскуларниот инсулт као многу познати и чести заболувања, би можеле да кажеме дека некаде третина, можеби скоро до половина на бројката на диабетес може да биде патологијата на пореметување во исхраната као посебен ентитет. Јасно, така дека патологија е многу честа во разни облици. Некои се подоминантни, као анорексијата, која е подрастично пореметување со поголеми последици, да така кажеме, нели, подрастична појава која најчесто се појавува на клиниките. Меѓутоа, да не забораваме дека има и цела низа на други пореметувања, као што е претерувањето во исхраната, односно во прејадувањето, нели, анорексија, булимија, комбинирана чиста булимија, комбинирана пика и разни други пореметувања поретки, кои неретко се комбинирани заправо и со други и психијатриски, но и други соматски заболувања. Кога зборуваме за анорексијата, како таа се карактеризира, како може да се препознае? Па општа појава општо на сите пореметувања во исхраната е дека тоа се промени во начинот, во тој хабитус на исхранување, кои прилично го препречуваат секојдневното живење на особата, на личноста која има едно такво пореметување. Значи, нема шаблона, да кажеме, сите пореметувања на ваков начин ке ги идентификуваме веднаш на прв поглед, оти во суштина и тие се разни, нели, имаме анорексија, имаме булимија, значи недостаток на исхрана, претерување со исхраната, така да и разни се сликите на заедничко да сите нив е дека ритмот на јадење и на исхрана е пореметен. Значи, ако збориме за млади, кај кои поради биолошкиот тек на нивниот развој и раст, се подразбира дека треба да има најмалку 3 нормални оброци дневно, каде што доручекот, например, е најбитниот, не најобилниот, меѓутоа најбитниот, и ручекот и вечерата, кој треба некаква хигиена, нели, на исхрана да се уреди тука, е пореметен до толку што има варијации од зголемен број на оброци и прејадување, земање на поголема количина на храна, до сосема неземање храна, значи као друг екстрем, каде што спаѓа анорексијата, меѓутоа, да кажеме, потешките облици на анорексија, кога воопшто не се зема храна со денови, да не кажеме и со недели и подолго. Професоре, бидејќи родителите не може 24 часа да ги надгледуваат своите деца, особено во периодот на адолесценцијата, можат ли овие нарушувања во исхраната да останат долго време незабележани? Едноставно да сметат дека детето им е слабо,
и не може да накачи никако некој килограм. Да. Може да се релативизира целата појава и приметување на ваквите пореметувања на исхраната кај децата. Сигурно дека почетните фази кај многумина, ако не и кај сите, не се приметени од родителите. Дел затоа што и не се толку видливи, значи промените на телото на почеток, додека уште, да кажеме, телото на некој начин функционира и се држи до некои нормативи, перцентили, да кажеме, на body mass index и останатите параметри кои зборат за нормална града на телото. Но исто така зависи од принципите и хабитусот на родителите, нели? И они некојаш може да имаат специфични ставови околу храната и исхраната, и тогаш да, некои случаи може да останат долго време неприметени дека се случува нешто со исхраната. Те под маска као семеен модел, као културолошки прифатлив модел, до она да родителите неа доволно време, не се доволно присутни во животот на своите деца и касно ќе приметат дека со навиките на исхраната нешто се случува, се додека некојаш не дојде до веќе надворешни, нели, знаци на телото на поединецот дека нешто чудно се случува, во смисла или да приметат дека често иде у тоалет после исхраната па повраќа намерно, случајно, ненамерно, спонтано како год, или веќе се примети на телото на детето дека е више стварно премршаво и дека потпаѓа под некои, да кажеме, нормативи на нормална града на телото за таа возраст. Обично на која возраст се јавува еве анорексијата, да започнеме со неа? Да, анорексијата е, нели, најпозната и најчеста, нели, во групата на пореметување на исхрана. Нема принцип некој стриктен, меѓутоа најчесто се појавува на возраст на преминот пубертет на адолесценција, односно почетокот на пубертетот и веќе преминот на адолесценција, значи некаде 11, 12, 13 години се најтипичните, меѓутоа не се ретки 14, 15, па и 18, некојаш и на 20 години, како и да возраста почести се прејадувањата, односно булимичните манифестации. Кога ќе се прејадат, па потоа повраќаат. Прејадување со повраќање, прејадување без повраќања и разни форми, нели, на пореметување на исхраната, но типично за анорексијата и најчесто, значи 50, 60 до 70% од случаевите се тука некаде од 11, да кажеме, до 13 години. Значи релативно, не релативно, навистина рано, но најдов и на некои податоци дека имало примери кај деца помеѓу 8 и 11 години да се јави овој проблем. А како е можно толку рано? Па, зависи од етиологијата, нели, етиологијата не е јасна, има разни комбинаторики, ако да кажеме, претежно се работи за биолошки причини, значи генетиката, биологија, метаболни некакви причинители во физиологијата на телото на личноста, тогаш тоа може да почне и порано, така на 8 или на 9 години. Во принцип, тогаш почесто се барат некакви физиолошки, морфолошки, генетски, биолошки некакви причинители кои може да бидат еден поголем дел на етиологијата, на причинителите, додека подоцна 13, 14, 15 и повисоко се повише социјалните и психолошките фактори кои се причинители на истите. Меѓутоа, од самиот почеток, значи, ако збориме за најраниот 8-9 години, па се до најдоснежните, да кажеме, дури и на возрастно доба, секогаш се сите овие фактори во одредена комбинација, значи биолошките, психолошките и социјалните, претежно едни или други во одредена ситуација и во индивидуалната комбинаторика некој од факторите може да е претежно поприсутен, меѓутоа во принцип кај сите случаеви, сите три овие домени се во одредена комбинација, нели? Кога ќе ви дојде пациент со вакво нарушување во исхраната, односно кога постои ве сомнеш дека има анорексија, булимија или нешто слично, кое прашање најнапред го поставувате? Па најрутински, значи нема некоја магија, нема некаква посебна длабока филозофија, да кажем, околу тоа како да се диагностицира. Обични прашања околу хабитусот, навиките на исхрана, нели? Ако се работи директно за личноста, прашуваме колку пати јаде, колку храна јаде, дали е свесен за своето тело, што мисли за своето тело, дали мисли дека е дебеличок, дали дека е мршав. И обично што ви одговарат кога ги прашате во однос на тоа како се задоволнуваат својот физички изглед? Све зависи од таа комбинаторика на трите фактори, биолошки, психолошки и социјални, меѓутоа во принцип они доста отворено зборат кога веќе кои одлучат да прозборат, нели, да, и кога ќе прифатат веќе соработка, да кажеме, или сакаат веќе да го отворат проблемот.
тогаш зборат многу отворено околу тоа какви се нивните ставови. Едino може нивните одговори да не изненадат, некојаш се и нелогични, некојаш се дури и на граница на делузивното, да кажеме, нели, па некојаш и преку граница на делузивното, во смисла на идеи кои се ирационални, нели, на пример, да прашате некој дете, на пример, од 13 години кој е високо, да кажеме 156, може би до 160 сантиметри, и по некои перцентили се очекува тоа да има 45-6 кила, ако не грешам тука некаде прилike, а вие имате пред себе индивидуа кој е 30, може би и помалку од 30 килограми, и го прашате дали ти мислиш дека си мршава или пошто претежно се женски, нели? Некаде 8 до 9 пати почесто се женските деца отколку машките, но и кај машките се појавува. Значи, мршавичка ептен, она ќе ви каже не, а ако ја прашате дали мислиш дека си дебела, она ќе вика да, не дека сум дебела. Значи, имате една погрешна представа и тоа е дел од феноменологијата, како се доживува таква особа сама себе си, тоа е дел од етиологијата и патологијата на самиот настан. Значи, имат дисторзирана слика за доживувањето на своето тело. Колку год да е мршава, ако збориме за анорексијата претежно, тие сепак се убедени дека се уште дебели, дека уште може да змршават, односно да изгубат килажа. Дури и нивната слика појава кога се гледат у огледало себе си, ќе кажат дека се уште се дебели, ако гледат друга особа со иста тежина, ќе кажат дека е мршава, нели? Но себе си не се доживуваат на таков начин. Со иста тежина, иста појава, иста висина. Смета дека би можеле да изгубат уште некој се дебели, се гледат во огледало и ќе кажат дека се дебели. Додека иста особа со иста тежина, на пример, друга особа, сакам да кажам, со иста тежина, со иста возраст, со иста висина и килажа, за таа другата во слика, ако ја гледа, ќе каже да, таа е мршава, нели? Така да има една дисторзија, една когнитивна погрешка во перципирањето на своето тело. Се развива ли одбивност кон храната? Да, секако во контекстот на нарушувањето е одбивност и кон храната и кон све што е врзано со храната, нели? Добивање на тежината, вкусот на храната, амбиентот каде што стои или се служи храната, сето тоа предизвикува негативни чувства и доживувања кај нив, така да целата таа констелација околу храната за нив е одбивна, нели? За разлика од тие вознемирувачка, нели? За разлика од тие пак кои што имаат булимија, исти за нив имаат слични доживувања околу храната и околу амбиентот околу храната со храната. Но тие понекогаш се прејадуваат. Прејадуваат во моментот кога ќе го добијат тој импулс, меѓутоа истовремено ќе се чувствуваат виновни, ќе имаат чувство на грижа, на совест, зошто се пренајадели или затоа што зеле храна. До толку што има ситуации кога поради тоа чувство, било во анорексијата или во булимијата, се развива и коморбидитет со други психијатриски расстройства, да кажеме, на пример као депресија, нели, од толкавата веќе анксиозност висока и тоа чувство на вина и грижа на совест, зошто пак јадев или зошто додадов 50 грама денеска или 200 грама на својата тежина, чувството на вина толку ќе ги измачи да може да развијат и озбилни други коморбидни психијатриски расстройства, како што е депресијата, например, па дури да имат после тенденции кон суицидалност, суицидални размислувања, обиди за суицид, па дури и извршени суициди и самоубиства, кои се далеку почести кај личности со пореметување во исхраната, отколку во општата популација, например. Професоре, ја сметате анксиозноста сама по себе како невролошко нарушување кај младите? Па, психијатриско, психолошко, невропсихолошко, да, секако, да. Анксиозноста е една од ентитетите на психолошките расстройства и во адолесценцијата, и во пубертетот, и дури во детството, нели? Кое секако може да води кон поозбилни останати нарушувања, но сама по себе е нарушување кое захтева третман. Имат ли тие лица и обсесивни мисли? Да. Во таа често пати, не секогаш, значи одредена комбинација, некаде постотно коморбидно постои анорексијата или булимијата, односно пореметувањето во исхраната со обсесивно-компулсивното расстройство до 60% од случаевите, 40 до 60% од случаевите. И самата природа на размислувањето на
индивидуа со пореметување во исхраната е на некој начин обсесивна мисла, нели? Така да истиот механизам е во другите обсесивно-компулсивни действија, например, идеи и размислувања, како и во врска со исхраната. Така да неретко заправо анорексијата или булимијата, општо пореметување во исхраната, се во комбинација со обсесивно-компулсивните расстройства кои може да се во контекст на исхраната, но може да се во контекст на други идеи и други руминации кои се обсесивни и компулсивни. Исто така, кога веќе имаме пореметување на исхраната, ова треба да се каже, и обсесивно-компулсивно расстройство во коморбидитет, процентот на суицид и суицидални тенденции е екстремно повисок за неколку пати, не неколку посто, туку 3-4 пати, 300-400% во комбинација кога се заедно, значи пореметувањето на исхраната со обсесивно-компулсивни. Виднаш да се реагира кога ќе се забележи и нешто другото вакво. одвоено треба озбилно да се земе, а посебно ако се заеднички здружени, тога треба многу озбилно да се земе. Значи, од искуството ќе се сетам веднаш на неколку случаеви од клиника, каде што некои случаеви кои на почеток само сум ги увидел као доста комплексни, отпорни на третман и на терапија. Покасно сум сватил заправо дека е тоа коморбидитет помеѓу обсесивно-компулсивно расстройство, односно структура на личност со обсесивно-компулсивни карактеристики и расстройство заедно со анорексијата и булимијата, тоа се дошто тешки случаи за третман. Значи таму треба стварно ептен добар труд. И има случаи каде што, например, нема обсесивно-компулсивно и самата структура на анорексија е, да кажеме, претежно предизвикана од социјалниот и психолошкиот Така влијање на социјални полесно медиуми, и она што подобро постојано го гледаат како идеал за физичка убавина, нереални се тие цели за постигнување и например во тие веројатно во случаи ако неранлив не е период на комбинирано пубертет. со нешто друго, да кажеме третманот е и полесен. А тогаш во тој случај е полесен. Да кажеме полесен, нели? Сепак зависи од Така, индивидуа до индивидуа, ќе проговориме детално за третманот, Меѓутоа, се професора. комбинирани со други психијатриски расстройства, тогаш е тешко. Велат дека анорексијата е убиец на растот. Што значи ако се јави во пубертетот дека децата ќе имаат проблем? Да, звучи страшно, многу логично и е страшно и лоше и ефектите знаат да се доста загрижувачки. Многу логично, тоа е тело во пубертет кој расте, се развива и сигурно дека треба храна за сето тоа, нели? И ако вие го прекидате изворот на растот и развојот, тогаш сте убиец на растот и развојот. Значи многу е логично со тоа што можеме дополнително да ја подлабочиме темата со размислувањето дека во тој период, например, ако се тоа женски деца, нели, почнува и половиот развој, нели, тука треба да се добијат и циклусите, анорексијата се знае и кај возрастни дека едно од битните феноменолошки карактеристики, дури според DSM-5 америчката класификација е критериум без кој не може да се даде анорексија како диагноза, да престанат циклуси. И сега ви имате дете кое треба да добие циклуси, се уште не добило циклуси, а веќе сте направиле све за да денот добие циклуси, значи тука добивате автоматски и хормонски дисбаланс. Хормонски дисбаланс, полов недобар развој, телото заостанува во својот развој. Сигурно дека и целата хормонална оска доживува стрес во својот развој, во воспоставување на тие фидбек ланци на реакции, каде што јајникот или тестикулумот кај машките треба да изреагира на таа оска, а вие заправо немате основно средство за таа оска, функционира храна, немате, и тоа е секако символички кажано тогаш убиец на развојот, нели? А дали анорексијата секогаш ќе прогресира, односно ќе се развива во сите случаи, доколку не се препознае на време? Не третирана и не е препознаена, не може да помине анорексијата, пошто она се гледа телесно, меѓутоа булимијата и булимичниот може да поминат и неприметени. Но кај анорексијата се видливи. Видливи се многу, посебно овие екстремни кога ќе се развијат, мада некош и фамилијата, викаме семејството или околината која, да кажеме, така устроено, нели, психосоцијално, да ги толерира таквите нормативи на физички развој, може и да помине и тоа исто така. Меѓутоа, долгорочно, да, ако не се третира, секако дека може да се развива негативно до екстремни ситуации каде што ни смртта, кажав и спомнав, дека фатално може да заврши. Не е исклучена. А кога станува збор за булимија, значи конзумирање храна и повраќање, во таков случај
што ги советувате родителите, на што да се фокусираат? Има ли некој знак кој што е за да препознат и да диагностицират, да, секако. Би ги навел да размислуваат натаму. Да, секако. Па они ако се веќе доедени, веќе имаат сомнеж, веќе имаат дилеми, пошто се појавиле кај нас, нели? Меѓутоа да кажеме во некакви едукативни цели или во некаков општа средина на културолошки некој разговор би спомнале дека треба да се внимава околу хабитусот на исхраната, нели, навиките на исхраната. Пошто стариот модел на седење уз трпеза на целата фамилија, кога се јаде доручек, ручек и вечера, ја нема више одамна во овој нормален, во наводници, модерен стил на живење, нели, више ретко стигнуваме да седнеме ако за викенд целото семејство седне заедно, е одлично, презадоволни сме, па немаме увид колку пати детето седи, колку јаде и како јаде. Тогаш би требало малку да се обрне внимание, посебно ако се примети некакво попрво ќе приметат некое чудно однесување, нели, во однесувањето некоја невообичаена цртка, во смисла не е доволно присутна, можеби анксиозност повисока, можеби некои чудни, да кажеме, емоционални реакции во одреден момент, нели, тогаш да се обрне малку повише внимание околу тоа дете, па да се, да кажеме, символичко следи, не да се следи се физички, меѓутоа да се следи што се случува во текот на денот и многу лесно да ќе се примети дека после секој оброк брзо се трчи на тоалет или се иде во некој простор каде што е подобро да биде осамена и брзо се враќа, нели, дека обавило што требало, можеби малку ќе приметите дека црвено, она, меѓутоа ништо посебно и може тоа многу лесно да помине неприметено, нели. Кои се долгорочните последици од повраќањето? Па многукратни, јасно, од оние да кажеме, неопасните во смисла некој рефлукс, телесните ако земеме, нели, каде што ќе се развие некој иритативен, некој езофагит или во усната шуплина и слични пореметувања, па се до најдрастичните, нели, интензивните повраќања може да направат и крварење, и улкуси, и све во езофагусот и во излезниот дел на желудникот, што се опасни по живот телесни состојби, нели. Секој другиот дел психолошко психијатрискиот, дека таквото однесување може да развие некакви однесувања во смисла на обсесивни или компулсивни некакви действија кои можат толку да го реметат секојдневното вообичаено функционирање на личноста, да многу работи во неговиот нејзиниот живот може да станат нефункционални. Од училиште, појава во друштво, излагање да одговара на табла, дружење у кафич после пладно, социализација со своите соврсници, до спорт, активности, хоби, се тоа може да биде сосема нарушено и пореметено. Значи, покрив што се нарушува физичкиот изглед, се нарушува и социјалниот живот. И социјалниот, целиот стил на живење, значи може доста да се поремети. Ќе ги поканиме и гледачите професорот. Овој момент, почитувани, емисијата ќе биде контактна. Можете да поставите прашање на темата на која што говориме, нарушување во исхраната, анорексија и булимија, но секако можете и за прејадувањето, бидејќи и тоа тука спаѓа како еден од можните проблеми што се явуваат во адолесценцијата. Велат родителите дека кога нивните деца имале ваков проблем со анорексија или булимија, дека тие цврсто сакале да си останат во болеста, дека се бореле да не се промени сето тоа. Така. Дали е точно? Да, неретко, во некои случаи екстремно изразено, затоа што постојат разни комбинации, како што кажав на почеток, но еве, во овој момент се присеќам на ситуацијата кога за некоја личност, конкретно сега за анорексично или булимично дете, обстојувањето во болеста, дури и да е свесно дека аноректично и сака да се коригира субјективно, да не е оној обсесивно компулзивен и таа дисторзија на гледање на своето тело, туку да е сосема јасно и логички дека она е мршава, може да биде феноменот на користење на болеста као алатка за контрола на семејството и ситуацијата дома. Значи, еден психолошки феномен, бегање у болест за да ги контролирам семејството и домот, да кажеме, една блага форма на психолошко, психијатриско расстройство на децата, каде што преку болеста контролираат домот, семејството, родителите, ситуацијата дома. Така, но што да направат родителите доколку детето не сака помош? До крајноста друга со дисторзијата кога доживувањето е, значи, пореметено, тогаш секако дека детето воопшто не е ни свесно,
дека е пореметено во исхраната и мисли дека е идеално, дури дека е дебело и дека треба уште повише да мршаве. Така да било во првиот случај, да кажеме полесниот, било во вториот екстрем кога е екстремно тешко, на родителите им преостанува едино да побарат професионална помош. Оти не верувам дека многу што родителите би можеле сами без професионална помош во ситуацијата. Значи, во таква ситуација дури и спротивно на волјата на детето треба да биде донесено на психијатар? Секако, да. Дури ако не прифати, вели не ми е ништо? Во принцип не прифаќаат скоро и никогаш, нели, до екстремот кога више не функционира телото, па идат на доктор заправо, не на психијатар, и таму одеднаш се појавува психијатар, доктор, нели, па превзема работи во раците во својот дел. Јасно, ако и телесниот, значи интернисти, другите не треба да се вклучат педиатри и сето тоа во целата ситуација. Така да, они во принцип се против третманот, нели, ти сматраат дека ако се лекуваат, ќе добијат тежина, тоа е нивниот најголем непријател, нели? Така да, јасно дека неќат да значи се плашат да земат залог за да не качат некој килограм. Секако. И сега што правите во таква ситуација кога не сака некој? Сега збориме околу третманот, значи третманот е многу комплексен, мултидисциплинарен, пак зависно од индивидуалниот случај, колку е телесно загрозен или колку е телесно стабилен и само психолошкиот, социјалниот домен е позасегнат, третманот ќе започне од таму. Може никогаш да хоспитализирате? Да, ако е екстремен случај каде што веќе телесното здравје е до толку загрозено, сигурно дека психијатрот и психологот нема веднаш да почне да се бави со одредениот случај, туку ќе иде прво на стабилизирање на телото и телесните функции. Значи, ако е тоа екстремна тежина, сигурно дека треба еден интензивен телесен третман, каде што прво пациентот, да кажеме, треба да добие одредена тежина, да се врати кон нормалното и да почне физиологијата да функционира, нели? Значи, да има диуреза, да има одреден внес на минимум барем на калории кои се неопходни за дневно функционирање и слично, да почне еден позитивен помак во телесната тежина, да се да кажеме стабилизира физиолошки телото и тогаш секако дека следниот дел е психијатриско-психолошкиот, без кој сигурно анорексијата нема да се реши. Значи, најнапред мора да се стабилизира. Така. Ако е екстремен случај на телесна загрозеност. Вешто вештачка храна тоа се прави? Секако, да. Тоа се фармакологија, тоа се интензивни перфузиони третмани со инфузии, со вештачка исхрана во наводници, да кажеме, тоа се отопини на аминокиселини, на масти, угликоидрати, карбоидрати, све тоа што исхраната подразбира, нели? Меѓутоа внесот нема да биде преку устот и не функционира, туку ќе биде директно венски дури, нели, интензивен третман. Да кажеме, се додека не се воспостави перорална исхрана, нели? Кога се воспостави перорална исхрана, веќе телесниот ток, односно тежината добива позитивен прираст, тогаш више доаѓа предвид психолошко-психијатрискиот третман, кој исто така може да биде и фармаколошки во потешките ситуации и секако психолошки и психијатриски, односно бихевиорален или комбинирано некогаш? Комбиниран, мултидисциплинарен, со повише пристапи од фармакологијата до психотерапијата, од разен домен, зависно од случај до случај, да кажеме, каде што психијатрот ќе добие впечаток кој е побитниот фактор кој се до тоа причинува. Например, ако е семејството, што неретко е, горем дел или одреден дел на причината зошто анорексијата или булимијата, пореметувањето во исхраната се појавува, тогаш ќе кажеме дека идеме кон динамски пристап кој се вика семена психотерапија, нели? Значи и членовите од семејството ќе бидат вклучени? Тогаш целото семејство е пациент, нели? Така. Или ако е индивидуален проблем, додека семејство, да кажеме, релативно добро, уредно функционира, и нема семејство кое има член со пореметување во исхраната кое е сосема, да кажеме, нормално семејство кое не захтева баш никаков третман. И нормалното семејство, ако ги третирате малку, има добивки, нели, придобивки, а другото истрадат од сето тоа што се случува и таа битка што ја водат, ако ништо друго, вознемиреност, што има такво дете веќе е заправо субјект на третман. Кој што го гледаат како тоне, како вине. Но дури и таа констелација на семено функционирање, родителските релации, релациите родители-дете,
меѓудетските релации, брат, сестричка, сестричка, сестричка и сето тоа може да бидат све фактори кои може да влијат во појавата на една таква состојба, или ако е да кажеме претежно проблемот психолошки кај личноста на детето, тогаш може да се иде повеќе кон некој индивидуален пристап, значи индивидуална психотерапија, когнитив бихевиор терапија, значи се може да се направи една програма на третман индивидуално, пошто секој е различит, но заедничко за сите е дека секоја домена на третманот е секако во план, во евентуална потреба. Значи и фармаколошкото, и психолошкото, психијатриското и социјалното секако дека. Кога станува збор за должината на третманот, има еден став дека колку што траела болеста, толку време ќе трае и лекувањето. Дали е тоа точно? Тоа се оние магични формули за све во нашиот живот, во човечките животи. Има вистина во тоа, не е невистина. Меѓу зборови се подразбира дека третманот на сите пореметувања во исхраната, анорексијата посебно, захтева долгорочен третман. Значи тоа се години во прашање и некој просек тамо од литературата може да се добие дека измеѓу 4 до 6 години, да кажеме, некоја ремисија добра, која би може да се каже дека окей, сега личноста е прилично стабилна, нели? Сега не збориме за оној критичен дел кога е телесната шема, односно градба, нели, тежината е екстремна, па ќе добиеме некој 5-6 килограми, 10 килограми, оти тоа е забраво само почетокот на третманот, нели? Завршетокот на третманот, ако дојдеме до тоа, е забраво корекција на таа дисторзија на доживување на својата телесна шема и на своето тело. А тоа се веќе идеи, начини на размислување, тоа е психологија, начин на функционирање психолошко, кај захтева така еден длабок психотерапевски пристап, кој сигурно не и промена, нели, на начин на доживување, кој сигурно не настанува за 2 недели, 3 недели, месец дена, тука треба стварно долго време, нели. Имаме гледач, ќе му дадеме предност, ќе го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Многу поздрав до вас. Благодарам. Се јавувам из Битола. Баш се го пуштив телевизор да слушам. Целосно не ја слушам. Имам дете од 16 години што посебна потреба. Имате родителите оден опет доктор. Само се извинувам, не ве слушаме добро, многу слабо ве слушаме. Разбравме дека имате 16 годишно дете. Да. И каков проблем има, бидејќи не ве слушаме добро? 3 месеци за ласта пием. Добро. Али многу се задели. 60 кила е. Нигде не роди, нема никаква активност. А сега да се почне да не почне со училиштето во гимназијата учи сега година. И не може, многу е дебел. Така, значи многу се поправила, јас се извинувам, ќе морам да ве прекинам бидејќи многу слабо ве слушаме, испрекинате тонот, но ве разбравме дека се работи за обратно од она што сега зборуваме. Да. Дебелината не спаѓа во ова група на пореметување на исхраната во смисла на категоризација по здравствени состојби. Дебелината се третира како посебно или посебен ентитет, меѓутоа има проблем кој можеме да го дискутираме сега кога госпожата ти кажа дека детето зема оланзапин за ласта, одреден лек кој знае да влие на тежината и да зголеми апетит кај особите кои го земаат тој лек, меѓутоа за жал лошо да слушавме и сакав да прашам која е основната дијагноза на тоа дете, зошто се зема тој лек и сигурно некоја психијатриска состојба или расстройство за кое е неопходно да се зема таков лек, кој што влие, тоа е, да кажеме, нус појава која не ја сакаме, може да ја зголеми потребата за храна и да ја зголеми тежината кај тие пациенти, но решението се состои заправо пак во надзорот над количината на храната која го зема детето, значи едноставно да воспостават некаков ред колку храна зема детето. И он има појачен апетит, тоа е во голем дел поради лекот кој што го зема, предизвикува некакви хипогликемични состојби, појачена глад, осет за глад, нели, тогаш детето иде јаде без контрола, а веројатно поради што го зема тој лек има и некое друго психијатриско расстройство кое можеби исто така го прави помалку
да кажеме, реактивна надконтрола, нели, па посегнува по храна, така да сето тоа заедно му ја зголемил тежината доста. Не е решението да се прекине лекот, кратко да кажам вака, туку решението е да воспостават некаква дисциплина и контрола над количината на храната која детето го зема и секако контрола и советување со лекар, можеби може тој лек да се смени со некој друг во случај да стварно многу добилна тежина детето. Ќе се вратиме на она што говоревме, анорексијата и булимијата. При лекувањето, дали секогаш се обидувате да ја најдете точната причина која што довела до овој проблем? Дали секогаш успевате да допрете до сршта на проблемот? Па не, заправо ретко стигнуваме до сршта на проблемот, меѓутоа неретко стигнуваме до средување на состојбата, нели? Литературата збори и нашите искуства тоа исто го кажува дека некаде 60 до 80% од случаевите знаат да дојдат за пократко или подолго време до добра ремисија, да кажеме, и после тоа да се одржува таа ремисија, што е супер бројка, огромна, одлична бројка. Меѓутоа, да дојдеме до сршта на проблемот у смисла кај секој поединечно да сватиме зошто он во таква состојба, која е таа дисторзија на неговата телесна слика, зошто тоа му се случува, заправо е многу ретко, оти секој случај е комплициран на свој начин, секој случај е комбиниран од повеќе варијабли, зошто е пореметувањето такво, еве да спомнам кратко, да кажеме, делозивна идеја околу тоа како го гледа своето тело, до некакви биолошки мали перформанси, генетика семена и генетика индивидуална кај него, која може да направи предиспозиција за такво едно расстройство кај секој човек поинаква. И на сето тоа да не забораваме нешто што е многу модерно и што е веројатно поголем дел на генетиката, се вика епигенетика, која не предизвикува промена во гените, во смисла долгорочно и наследно, меѓутоа може да предизвика краткорочни и многу брзи промени во геномот на индивидуата, и он да има генетска промена во своето тело која ќе му предизвика исто таква некое пореметување во исхраната или било кое друго психолошко, психијатриско и многу други варијабли кои кај секој поединец е во социјалниот домен, нели, семејството, како функционира, пораките од средината, културолошките, оно што се пласира во медиумите, значи секоја индивидуа е посебна целина во врска со сите тие фактори заедно, така да во принцип не постојат двајца исти и тешко да дојде кај секој сигурно. Но доаѓаме во поголем дел до да кажеме причината и логиката зошто тоа се случува, затоа и таков успех во третманот општо и во светот и тука кај нас. Дали лицето што го совладало овој проблем, значи младиот човек што се бил соочен со анорексија или булимија и го сметате за излекуван, потоа ќе биде истиот човек како порано? Или пак доживотно ќе има некаков проблем? Тој човек е доживотно човек кој има предиспозиција за такво едно пореметување, нели? Затоа што ако прв пат дошол и ако е констелација на сите овие фактори кои ви кажав, а најверојатно е, нели, биолошкиот, психолошкиот и социјалниот, он тој клише на начин на функционирање го има во себе цел живот, нели? Но она што може да го промени и да направи доживотна промена кај неа или него и да не се врати више во старата ситуација, е новите идеи и новите начини на размислување кои ќе ги добие во третманот и секој пат кога ќе дојде во криза, например, пак да упадне у старата состојба, што ќе му се случува, да го има новиот механизам на одбрана и да каже, ама чекај малку, може ова и вако да се направи, па самиот себе си на некој начин да изгради обрамбен механизам, да кажеме, да не дозволи више да упадне во истата состојба. Инаку импулсот е тука, идејата е тука, начинот на функционирање е тука, меѓутоа обрамбените механизми кои ќе ги изгради во текот на животот, самостојно и со помош на професионалци, може да му помогнат да ситуацијата више не му се повтори во животот никогаш. Доколку и понатаму инсистираат на здрава исхрана, на одредени диети, кои што всушност се пат кон овие проблеми. Што советувате? Да, тогаш советуваме да се биде логичен, да се советуваат постојано со професионалци во врска со своите размислувања и ставови, секако да идат од време на време на наши контроли, пошто кога биле
веќе еден пациент, ако е во ремисија, да кажеме, се ги поминале тие 4, 5, 6 години кога е во добра ремисија, сигурно дека нема да му кажеме сега више никогаш не можеш да дојдеш кај нас, туку во моментот кога ќе приметиш нешто невообичаено или на семејство, ве молам дојдете на контрола да видиме што се случува. Така да има изградени механизми кои можат да иницираат навремено да се појави повторно контролен преглед и да се избегне целиот повторен циклус на целата приказна. Може при стрес да се јави повторна анорексија, некаков стрес во животот и потоа губење интерес за храна. Животот е тригер, потенцијален тригер фактор за да се врати стариот начин на функционирање. Големите настани во животот, упис на средно училиште, нели, пошто се тоа деца 13-14 кои идат на средно училиште. Па ако упишат некој училиште кој е многу захтевно, па рейтинг, па многу скапа цена, па родителите се под притисок, па градот, дома, атмосфера, ние толку инвестираме и така натаму, таа одговорност појачана. Или времето кога завршуваат средно, па идат на факултет, нели, па запишување на студии, озбилен чекор во животот, прифаќање на професија од која ќе се живее цел живот, од која ќе се осигура екзистенција, времето на стварање на врски, полови, партнер, интимен живот во тој период, нели, сето тоа се големи настани, големи случувања кои колку год да биле добри, како и лоши, се стрес. Така. Значи и лошите и добрите случувања се заправо стрес за психологијата на човекот, за неговото тело, така да сето тоа може да биде причинителен фактор да го врати во истиот конфликт, нели, во себе. Но ако еднаш бил во третман, викам, он веќе има изградени одбранбени механизми, има изградено нови начини на размислување и може и сам на некој начин да го изменаџира тоа, или ако не, барем има изграден кажеме сензориум, една сенс идеја кога е времето да се побара професионална помош. Професоре, но на социјалните медиуми има видеа каде што лица, да речеме, со булимија даваат совети, еве најдов како најлесно се поврати, која храна најлесно се повраќа, како да го организирате сето тоа, што да не јадат, како да ја залажат главта, додава ли сето ова сол на раната, би рекла? Секако, тоа дури имаше и назив, се вика вестернализација во културата на исхраната и моделот на телото, нели? Вестернализација во смисла на комерцијализирано, модно, ревијално, манекенско тело и изглед, кои сите сме многу свесни дека е што повише иде времето, подалеку од некакви здравствени, нормални нормативи, нели? И сега цел свет некако културолошки и по некоја мода иде во смерот на таа вестернализација, да кажеме, каде што идеалот на убаво тело више е се подалеку од моделот на здраво тело, нели? Така. И тоа е веќе цела култура развиена по јавните медиуми, па по социјалните мрежи, која во основа, да, слободно може да се нарече дека еден, да, би можел да кажем дека еден болен, штетен импулс кој веќе се култивира као дури вообичаено, што е стварно загрижувачко. Како родители очигледно треба да внимаваме децата што следат на социјалните мрежи, што значи дека родителството станува се потешка и потешка задача, за жал. Задача, се помалку време и се пооптеретени со работа, трчање за екзистенција, бизнис и така натаму, така да се случува еден прекид на комуникацијата помеѓу генерациите, што веројатно е еден исто од факторите кои влијаат и во појавата на пореметувањето на исхраната. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите појаснувања помеѓу најчестите нарушувања со исхраната кои што доведуваат до понекогаш може да доведат и до фатален исход, затоа треба да се внимава. Ви благодарам на повикот, мило беше да се изјасни. Почитувани професор доктор Насер Дурмиши, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, беше гостин во магазинот за родителство 0+ месеци. Останете на Тел.